Ајде се вратиме назад. До денеска, значи јас сум 12, повеќе од 12, од 2012 година јадам само растителна храна. Значи не сум пробала, лажам, сум тестирала, сакав да видам на телото каква ќе биде реакцијата. 2017 сум пробала парче кашкавал домашен во Рим, ми се качи температура, 3 дена се поздравивме, више никогаш во животот не стек ништо од млечни производи, освен ако немало негдека нешто да не го осетам некоја форма што не е видливо. И имам многу голем страх од млечните производи. 2018 година во септември последен пат пробав пециво со квасец и се лекував 2 месеца, бидејќи комшиката ме прашуваше дали сум бремена. Мислам, буквално балон ми се направи стомакот, се поздравивме со тестата. Последен пат глутен за правова на вистината сум пробала пред 2 години од некакви си био-мио цело зрно, органски шпагети, не знам каде донесени, италијански. И од нив ми се качи температура, исто така се поздравивме, така да тоа од нездравите моменти, а риба јадев 2018 година или некој дериват на риба во многу ексклузивен ресторан во Риека на нагодување на другар ми Томислав, кој што го нема видено од 15 години до тогаш, и реков ќе му направам кејф, ќе изедам рибата, исто така ми беше многу лошо и никогаш повеќе не пробав ништо од животинско потекло. Тоа е во врска со етикетата веган. Значи јас не сум веган, ја јадам здраво. По некоја случајност се погоди здравата храна да биде и веганската растителната исхрана. Она што ми се случува во последните неколку години е да пробувам 2020, особено подолг период, само жива храна, исто така и 2024. Само жива храна, значи живата храна е термички необработена или храна која што е обработена до 45-50 степени, бидејќи јас се туширам со 55 без проблем, така да за мене тоа не е смртна температура, меѓутоа јадев дехидрирана храна и јадев пред се многу мрсна храна. Се до оној момент каде што ја решив дека ќе се придржавам на книгата која што знам долги години, таа е книгата на доктор Даглас Грахам 80-10-10, и на 1 август пристанав да јадам се што е неприродна исхрана. Тоест, јас повеќе години сум член во групата, се вика Terrain Model Refutes the Germ Theory, или теренот ја побива теоријата на некакви си паразити, на бактерии, вируси, прич. Тоест, дека теренот, нашето тело е зависно директно од горивото кое што му го ставаме. Така да, после 8 месеци, јас ги пребродев иницијалните симптоми на детокс, тоа се поголеми, потешки состојби, каде што телото при исфрлањето на одредени наталожени во клетна, дури на клеточно ниво, сега веќе е прашањето кај мене, отрови и станува збор за тешки отрови на кои што сите сме изложени. Не станува збор само за светлото и прљавата вода, туку станува збор за тешки метали, за пестициди, за буквално боени отрови се тоа кои што нашето тело треба некако нешто треба да направи. И беше напорно првите 2 месеци, меѓутоа симптомите после тие иницијални, првите 5 недели 6, значи мислев дека ќе умрам. Многу ми беше тешко. Во 3 саат сабајле одев по 6 пат дента по голема нужда. Значи на тело кое што е чисто претходно 12 години. На тело кое што ставало и сериозни количини и на овошје, и суплементи сум ставала, значи од највисок квалитет сум внимавала. Тоа да ми се случи прво беше изненадување, меѓутоа бидејќи читав и бев во контакт со сите тие луѓе кои што го искусиле тоа претходно, едноставно одлучив дека ќе издржам, затоа што прочитав еден куп искуства дека издржале. И дека не е прашање, не ми се јадеше, меѓутоа чувствував невидени болки. Значи тоа се болки, таа Лорен Луфман кажува дека цела десна страна се окучила 2 недели. Човек кој што е веган, кој што јаде растителна храна, не знаеш од каде
човек после година и пол само на ово ќе му се враќа тинитусот, значи да му боли глава, мигрени и така натаму. Тие некои работи, симптоми што си ги имал пред 20 години, не знаеш едноставно како ќе дојдат на виделина кога ќе му се смени околноста на телото. Главната тема денеска е дека треба да имаме доверба во телото. Сега за тие што не ме знаете, јас сум родена во Карпус, тука во Дебармало, буквално на 200 метра од додека сум порасната. Првите 7 години, после тоа во Козле и целото моје детство е обележано со тоа. После тоа си отидов во Корчагин, да, и многу учев, и бев многу умна, се беше супер. Па си отидов во Америка, една година во Америка, завршив средно училиште таму и од таму отидов во Германија. 5 години живеев во Германија, скоро ексклузивно, еден семестар бев во Виена на специализација. На првиот факултет студирав 2 години редовно, па после тоа си го довршив вонредно, менеджмент и маркетинг, после тоа информатика студирав, тотално небитни работи. И кога се вратив во Македонија 2004 година, си терав со работа, со кариери, со апсолутно небитни работи во контекст на вредностите во животот. И така, лутајки, шетајки, еднашка се случи нешто што не треба никому да му се случи, а тоа почина комшиското детенце Стефан на 9 години, бидејќи беше отруено со хемотерапија на детската клиника во Скопје. Значи, детето му се појавува лимфобластна леукемија, со некакви си лимфните жлези на вратот му потекоа и третманот официјален, званично, легално е со не знам дали го крстам боен отров, мислам хемотерапијата е повеќе од тоа. И детето на 5 мај 2012 година починува и доживуваме голем стрес и мажот ми кога се врати од соочувство и изразување, рече ако некој се разболи, се мислел прво нешто што ќе направиме, ќе смениме исхраната. Ние во тој момент не ја мениме исхраната, не боли доволно, меѓутоа, а јас сум веќе бремена со ќерка ми, со второто детенце, и имаме 3,5 годинки мало дете дома. И во јули 2012, поточно на 18 јули, ни соопштуваат, бидејќи забележуваме симптоми кај Максим, кај синчето, ние соопштуваат на нас тешката диагноза, која што како бевме неколку дена зашеметени од стресот што ни се предизвика, рековме ќе си побараме чарек нутриционист. И отидовме на нутриционист и сваливме скоро се од животинско потекло со исклучок на некои ситници, јајца од препедесени и такви глупости. И како дојдовме дома, бидејќи бевме доволно истресени, земавме на црна вреќа и купишта кашкавали, сирење, салами. Значи јас златиборец сум јадала текно, ќе ми го исечаа во тинекс, ќе се јавам тука на вработините, исечете ми тинекс и ќе си земам 300 грама златиборец и од тука до граница јас си златиборец салама, ужавно, шуле беше. И ќе ми исечат на тенко, јас ќе си изедам и си одам на викенд во Грција. Мој специјалитет, луѓето кои ме прашуваат, ама сега како без месо, значи мене специјалитет ми било полнет зајак. Ќе барам по скопските месари, каде го ловџиите, каде ќе донесат зајак, исчистен све спасен, ќе го испечам во кава една тама имавме дома и ќе викнам цела фамилија, ќе разпоставам, гањаните викаат тавала, масата и ќе се викнат 10-15 души и ќе седиме и ќе јадеме заедно. Јагнешки котлети, не знам од мене на рецептите и така натаму. Ние сменивме исхраната, нас ме лукнаа со тоа шинкимунодисплазија синдром, тоа е небитно сега во моментов и едно нешто водеше до друго, да мојот живот стана окупација здравјето деца на моите деца. Сега на кратко треба да ви обяснам дека моите деца беа отруени, цело време сите сме ние труени, само е прашање на момент кој доколку може да издржи. Максим, значи во тој момент 2012 година не знаевме што се случува, меѓутоа како почнав ја да копам по здравјето, да читам книги, да се јавам по цел свет, да го превртувам, сега да беше поставено истото и основно прашање во врска со исхраната, дали детето се храни со индустријска храна, дали детето доаѓа во контакт со околината, која што е од битно значење. Ние во тој момент живеевме, се едно сега во Скопје, но во тој момент живеевме под цементара, значи
што сакат нека зборат цементара, ама паре искачало на нешто, значи тоа никој не се лаже више. И друго, живеевме во околности каде што храната, ние во Скопска во околија јадеме храна која што одгледана директно под директно влијание на тешката индустрија. Од Охис, значи ние јадеме арпаџи го викаат они од Драчево, например, или натаму Зелениково, јадеме од све што е зелениш, од јагоди, од не знам, наваму натаму, јадеме од железара све што излегува, значи тоа е тешка металургија и така натаму. И главното прашање секогаш и првото прашање беше дали е детето вакцинирано. Получено таа несреќа, ма Антонија, кога дојде време за вакцинирање, не ја вакциниравме за право на вистината, меѓутоа и Антонија е извадена насилно, не е храната со храна од животинско потекло, меѓутоа сите останати околности се применети на неа. Значи, она живееше во тешко никотинско загадување, во вода скопска и така натаму, и сепак јадеше и готвена храна. Значи, термички обработената храна може да се ја дозволи човек кој што стои на нозе, кој што не мора да исправи големо тектонско пореметување во метаболичките процеси. Меѓутоа, кога станува збор да ти од старт немаш одскочна даска, едноставно како е да почнуваме со трки, јас и било кој друг кој што е исто енергичен и со истата големина, ама тој почнува од средно водно. Веројатноста да го стасаме е многу мала. Значи јас стартам од тука, тоа е средно водно, ќе стаса пред мене докарство. Не е возможно на толку голема дупка во здравјето ти да надокнадиш. Евентуално, и затоа ми кажам луѓето, не се доведувате до терминален стадиум да не може после тоа никој да ве врати. Значи има во економијата се изучува, во политиката се изучува the point of no return. Точка на неповрат. Значи ти можеш да паѓаш, бидеш надоле, меѓутоа ќе дојдеш на една точка каде што наставно ќе паднеш во амбис. Ето тоа се случи со моите деца и на крајот и после толку години не можеше да се воспостави разбирање. Јас сватив дека не зависи од другите, не ми зависи поддршката од другите, туку исклучиво само од мене. И вака им разговарам на луѓе. Значи, што е најбитно за да преживееме? Очигледно дека е воздухот, затоа што после 5 минути нема ни воздух, е крај на програма. Што е следно? И обично не го истакнувам да се гледам, меѓутоа сега може да видите, значи следно најбитно нешто, сега баш го дискутиравме пред да дојдете со Боби, е сонот. Има луѓе вештачки се одржавани без сон до 3 дена, после третиот ден почнуваат да откажуваат виталните функции, значи почнуваат да срцето секако прелапува и одредени шмелцува мозокот се вика тоа уличарски. И истото или сличното искуство е со луѓе кои што се оставаат во самица, меѓутоа тестирано е дека после 7-миот ден без трунка светлина, значи ти више не знаеш што е ден, што е ног, не е само прашање, изморен сум па ќе спијам 2 дена. Значи ти кога више се губи ритамот на станување и така натаму, откажуваат. Значи одредени органи буквално зависат, пред се мозокот зависи од светлината која што ја прима. Идеална светлина за нас е сончевата светлина, тоа не треба никој да ни каже, неонките не може да бидат никако добра за здравје. И после тоа доаѓа водата, тоа што ќе го дискутираме малце покасно, што значи филтрирана вода, што значи прочистена вода, што значи чешмаваче да се пие и храна. Затоа телото со своите 4 излезни канали, како и секој организам, се што е секоја машина има гориво, има отпад. Значи со горува нешто за да извадиш енергија, нема перпетум мобиле. Туку ставаш, вадиш сите клетки на клеточно ниво, се мали фабрики, погони имаат како више функционираат и нормално дека кога има погон има отпад. Сега отпадот треба да се исфали, како и од дома што треба да се исфали. Чистиме, така и телото си се чисти, имаме несвесни процеси на чистење, како што е дишењето, меѓутоа има и свесни процеси на чистење, каде што ние можеме да се договориме што е нормално, а што не е нормално. Проблемот е, како се вика, misinformation. Дезинформација. Дезинформациите, ширењето на дезинформациите, каде што
секој си поставува своји критериуми како треба да биде. Во една расправија минатата година со една докторка што ми дојде на курс, и викам колку пати е нормално да мокриш водена. Значи не правам моабет за содржина на мокрача и не правам моабет за количина. Ние осмо оделение сме учели физика. Не знам дали сите добиваат двојки физика, не разбирам. Тази ми се дере. Ми викам, а знаеш како различно моча 90 годишна баба и 5 годишно дете. И бе викам, јас тебе не вози различно точак и Мерцедес. Не вози различно. Ако ти речам која брзина, за исто време ќе стигне и точак и Мерцедес од тука до одредената дестинација. Значи, ако се договориме дека треба да се оди со 50 км на сат и со точак и со Мерцедес и со авион ќе стигнеш за половина час до Велес, за 1 час до Велес. Просто. Значи, прашувам, правиме моабет за брзина на филтрирање на бубрезите. Не правиме моабет за колку количина мокриш и содржина на мокрача. Нормално е меѓу 10 и 12 пати во ден. За секој човек. Има варијации. Нормално дека летно време дека се потиш, не се потиш икс там други параметри. Меѓутоа, правиме моабет за ние обични што се седиме цел ден. Нормални услови. Во некакви си во овие што ми се на постовите на вода, на почетокот кога се чисти телото, кога треба да испиеш 4 до 5, 6 литра вода јас сум пила, значи и до 15-16 пати на ден се мокри. Цело време, јас по 10 пати станам, ако сретно, ќе станам дури по помала количина, телото ја вуваше и ме будеше што да преш. Таков е моментот, изместени се, тоа е, нема еквилибриум во процесите во телото. И тогаш е изместено. Сега сум си стабилна и не сум бројала, ама 10 пати сигурно. Повеќе. Така да, тие работи кои што се основни, каде што ние викаме како е нормално, се зема некој просек. Значи, ја и Јелена Џуковиќ не сме исто. Таа е 1,77, јас сум 1,63. Значи, не сме ние исто логиката на нештата дека на некој повисок и поголем му треба повеќе. И овдека сум ги навела повторно по битност процесите на елиминирање од телото. Значи, најбитно е да издишуваш, да изфрлаш јаглероден, шо ли беше таму, моноксид, диоксид, све поред. Све што излегува од плучата, тоа е најбитно. Тој канал не сме да ти биде заден. Не сме. Може, има последици. Значи, ти можеш да ставаш и цигари, можеш да го дишаш и скопскиот воздух, има последици. Вторите се бубрезите. Бубрезите ако не филтрираат, ако не мокриме 3-4 дена, више настанува сепса, значи петиот ден мора да се оди на диализа. На трето ниво е кожата. Ние мора да се потиме. Не е дебелото црево. Има луѓе по недела дена не одат повеќе, ама ако не излезе, тоа е микропотење на крај крајава, не е нешто што е можеби видливо и осетливо, меѓутоа мора цело време кожата да функционира како нашиот ред бубрек и на крај на четврто место е дебелото црево. Дали знаете чисто тело колку често треба да го празни дебелото црево? Ајде 3 пати на ден, ама кој таму успава? 2 пати, 3 пати. Моето тело е еднаш како ден. Кој ќе го изчистите. На почетокот 6 пати. Значи треба мабет пред 8 месеци. Така да тоа 3 пати на ден лешки столбешки. Како и да е, еднаш годинот би требало, затоа што јадеме секој ден. Сум бил нездрав кога сум спортувал пролеш по еднаш, ама сега како? Да, не, од друго место излегува. Друго, например, луѓето кои што постат до 20 дена само на вода пиење, тие лежат, нели, затоа што тоа се екстремни околности и на лекување, на чистење на телото, тие луѓе се до последен ден одат голема нужда. Правам моабет за луѓе што изгледаат Аушвиц, пуска и ужас. Ете така. Сега, најбитното нешто за мене откритие беше канализацијата на телото. Значи, тие се 4 излеза на телото не се јасни. Меѓутоа има еден друг многу битен момент, а тоа е мрежата на канализациони цевки во телото. Значи, ние имаме канализациони цевки, ние знаеме дека у куќата треба да имаш септичка јама, треба на шахтата да си приклучен,
Треба да има одвод, треба дождовницата не смее да иде ова шахта, на шахта, значи сите тие теми ги имаме. Меѓутоа, на телото ние не знаеме кој е нас канализационен систем. Канализационен систем е лимфата. Во телото има од прилика 2 до 2,5 пати повеќе лимфа од крв. Лимфата има барем 100 пати помала брзина на движење од крвта, бидејќи крвта си има свој вентил, тоа е срцето и да горе доле, а лимфата е исклучиво зависна од нашето придвижување. Значи нема кој да ја движи лимфата. Или е масажа, или е движење. Лимфата стои тука цело време и тоа ќе зборувам некоја друга прилика. Главно откритие од лимфниот систем беше тимусот. Значи, тимусот е орган кој што се наоѓа тука. И тој ни за џабе е ставен, тој е жлезда, најголема жлезда е панкреасот, ама е многу битна жлезда, бидејќи ние кога јадеме и тој произведува те клетки. Значи, голем дел од имуниот систем наш е во лимфата. Лимфата е директно зависна од прво внесот на вода и второ од функционирањето на останатите органи. Зошто? Затоа што бубрезите изфрлаат преку, значи лимфата ги става ги дозира од канализацијата, ги дозира во крвта, бидејќи крвта е затворен систем, а лимфата е отворен систем и во крвта влегува да речеме токсини, отрови. Како ќе влезат отровите, крвта треба некој да ја исчисти. Тој некој се бубрезите и јетрата. Бубрезите фрлаат во мокрачето, тоа ви е јасно на сите, а јетрата како? Во тенкото цреве. Значи, сите други органи се помошни органи, како во една куќа. А јетрата фрла во цревата. За бубрезите ми е јасно. Сега, за бубрезите и јетрата да може да ја прочистат крвта, треба да бидат дозирани. Значи, може ти лимфата е преполна, како да ти прелие шахта дома. Или да почне канализацијата да извира од WC шолјата. Што ќе се случи тука? Значи, ќе настане катастрофа во одно мочуриште имаш дома, прелива, готово, нема више каде да дојде. И тоа ми е многу битно, да кажам, откритие во истражување во мој, дека лимфата е од исклучително важност за нашето тело, кое што никој сите игнорира. Дури јас сега една студентка по медицина сум ја прашала кој е главниот орган составен дел од лимфниот систем, тимусот. Дури кај е тимусот? Тука. Зашто служи? За те клетки. Во ред, затоа се викаат те клетки, затоа што тимусот ги прави. Ни на македонски, на англиски, на латински, да, се вика тимус. Како што Б клетките се крстени по што? Кој ги прави Б клетките? Знае ли кој? Bone marrow. Тоест коскината срж, затоа се викаат Б клетки. Генетичарот мој. И сега имаме Б клетки, Т клетки, кои ни прават крвна анализа. Меѓутоа никој не знае дека тие клетките се од тимусот, а за да тимусот прави, не може да биде и со причина е ставен тука. Затоа што 99% на отровите во телото влегуваат преку устата. Тоест проаѓаат преку хранопровод. Сега кај возрастните тука има преку гениталиите и другото не игла што владат отровите, неприродни. Природен начин е отровот да влезе преку устата. И затоа тука стави, некој го стави тој тимус, ги напаѓа тука и ги прави тие негови те клетки и он прави во зависност од какви му треба, зависи што отров си ставил, он такви клетки прилагодува. И така ги изфрламе ние преку бубрезите и јетрата. Сега, зошто доаѓа до дегенерација на клетката? Затоа што 6000 години ние не јадеме тоа за што сме дизајнирани. Како и се друго во видливиот физички свет, што има креатор, тоа си вам кажал, како што ова го направила фирма Цептер, не паднало од Марс, не го дувало ветер, па вака се направило, како што зградава има дизајнер, има подпишан архитект, има изведувач, има инвеститор, има некој што ги ставал циглите една врз друга, така и оваа појава во природата, некој ја направил. И тој некој, јас долго време размислував, мора да ни дал упатство за употреба. Како што се што купуваме околу нас, се си има упатство за употреба.
Мирољуб Петровиќ има интересно на неговите предавања повторува, вика ти за се нешто во животот има гаранција од материјалниот свет. Ако отидеш во банка да побараш кредит, тој ќе ти викне 10 жиранти, ќе ти истресе од гаќи, чека ви имаш, од кај ти пари, што работиш, документи треба да донесеш. Како може за клучни животни прашања ти да не побараш гаранција и да не се заинтересираш каде ќе оди, што оди, кој е правецот на унесување? И за мене, кога почина Антонија 2017 година, не беше прашањето што све сме сгрешиле, зашто тоа е бесконечен вртлог каде што ти не можеш или тешко кој излегува од депресијата на вртлогот, што све си погрешило. Значи, сваќаш дека нешто е погрешно и интелектуалното прашање е како треба. Значи, не е прашање се што погрешиме, утре се валите на бројува. Како треба. И се праша каде пишува како треба да се живее. Значи, знам како да заработам пари, знам како да спремам храна, знам како да си исчистам куќата, сето тоа го знам. Прашањето беше како треба да се живее. Се прашат која е најпопуларна. Не мора да пише книга, зашто јас сум бубалица. Морам негде по некоја книга да прочитам. И си значитав, книги не прочитав како треба да се живее. Тоа се запрашат која е најпопуларна книга на светот. Библијата. И како Библијата може треба да седнам да ја прочитам. Кога седнам да читам, гледам дека не ми иде баш така како што идеше све ова друго во животот. Гледам дека јас мене ми треба 5 часа да прочитам 3 страни. А застанувам и после тоа премислувам, размислувам, не можам да се донамислам. Ама што кажа, ама што сакаш да каже, па бурични вамо, па праше овој, па праше во YouTube, па Google. Ја испадна читуцкам ова. 1 страна, 2 страни, ништо, не разбра, врати се назад, па пречитува и фала Богу што подвлекувам. Ја имам навика подвлекувам во моите книги. А и кога не се мој коми ги поземнуват и ги подвлекувам, затоа што тоа е битно. Уши забележувам никош од страна. Кога био, последно 4-5 месеци, ја сум го читала. Сум исподвлечено, па со розово, па со маркер, па белешко од страна, и ја го немам во глава. Чекам малце, викам, дека јас сум пијан или што е работа. И сваќам дека не може тоа да се научи, дека тоа е процес. Дека трајното здравје трае. А трајањето значи година, декада, цела етапа од животот. Несреќите траат, убавите сеќавања траат. Значи, животот е нешто што е процес, што си трчаш како маратон, не е спринт, не е од овде до овде, нема крајна дестинација. Крајната дестинација ќе видиме сите кога ќе заминеме од другата страна. Така да, оваа машина има креатор и има упатство за употреба. Тоа е прва работа, а втора работа, јас си размислував гледајќи си ги цртаните со децата дека Тарзан е најприродниот човек. Сигурно што јаде Тарзан, се им кажа. Скока на едно дрво, јаде 20 манга, скока на друго дрво, јаде 10 ананаси и Тарзан јаде проста храна. И он е најаден и не се замара со храната, си трча цел ден, си се сунча и не е заморен како нас, ние имаме обсесија, значи религија, викаше мажот ми, религија правиш од храната. Не е тоа темата за денеска. Јади што ти се јади успутно. Користи ги околностите, меѓутоа направи интелектуална помисла кога го правиш изборот. Најинтересно нешто е што сите мислат дека изборот е тука. И една прилика зик ми да ми се јави и ми вика, добра, ама ти знаеш ли колку е прскано јаболкото, не знам што го купуваш тоа. Мукам, добро, логиката на нештото е да, ако стојам јас со парите у джеп кај мене, стојам пред непрскано јаболко и прскано јаболко, логиката е да взимам непрсканото. Колку и да е поскапо и што више ни се прави маркетиншки трикови, логиката е да одберам непрскано. Затоа што на долг рок, на ова маратонов што го трчам, ќе кошта многу помалце отколку болниците после тоа што треба да се ископаат. Меѓутоа, најчесто нашиот избор е прсканото јаболко и нешто од пакуваната храна. Во тој случај нема начин некој да не убеди колку треба да си неинтелигентен ти, да ти каже некој дека прсканото јаболко е поштетно од јајце. Значи, за таа кокошка го снесе тоа јајце на страна екипата, што јадеше? Јадеше прсканите јаболки. Значи, ти на цела работа до згора јадеш прсканите јаболки и плюс уште додатни сите други дегенерации што можеле да настанат во однос на за да дојдеме до животинскиот производ, не да може да правиме, ама дедо ми у планина вакви чуваше кози, кокошки, нема што,
Сето тоа убаво, никој од нас тука не го планира. Сите сме у бетонски кафес. Значи, у бетонскиот кафес и сите купуваме од К-маркет, и сите купуваме од пазар, од Квантаршки, од не знам каде ги пренесуваат, патувано, влечено од Турција и така натаму. Значи, кога треба да се размислува логички, што треба да јадеме, мене ми беше нејасно. Не знам на вас, ја може, пошто ме пратите сите, ме знаете, и ламата ми 6 години, може некој капирал. Меѓутоа, мене беше нејасно. Дали јас колку грешам, сега бе голема работа, едно компирче ќе си сварам, па не е страшно, па брокола на паре и така натаму. И тогаш сватив дека јас го прекршувам оригиналниот дизајн. Значи, ја можам и да ставам малце да сумелам тука нешто, например, хартија, заради X причини, можам да ставам и пилевина, да си направам, ставам гранки, ќе ми направи пилевина, ја ќе блендер, ама ние за тоа направим. И најверојатно, после некое време, нема да работи баш. Нели, можам да скупим вар, лупнам вар, нешто го соборам. Некој смеси си добијам идеја, боја за кречење, нешто. Се што можам да правам. Значи, човекот има идеи за перверзија до даски. До зла булгерика, црвити назад. И сега јас се прашав, меѓутоа дојдоа тие што ми се главните научници одпред 150, одпред повеќе од 170 години, се викаат научниците за науката за природна хигиена, тоест ние сите имаме некако осет, може ја малку повеќе од мојата хипохондрија, што сум ја наследила од баба ми, она се пребриваше, шпиркаше, се идеше на 90, меѓутоа сите ние некако имаме усет што е прљаво, што е убаво, што не е убаво да ти биде околу тебе. Например, кога ставаат омекшивачи на лиштата, мајка ми например, мирисаат убаво лиштата, ама во истиот момент го чувствам како ми го гори грлото и носот. Неприродно е. Сега, за да дојдеме до природното, некој ни напишал и сега најдов денеска, затоа ви ставив приручник за правилно комбинување храни, тој е доктор Херберт Шилтон, меѓутоа они го крстиле најголем пророк за здрав начин на живот и што значи природно. Природно е тоа казам што ја да знам. Значи природно е да изедеш еднолични оброци, да не склапаш све внатре, изнатурено, да не знае ни желудник, ни јетра, ни никој да шо да селектира попрво. Например, хипотетички сега ви живата храна, јас ми го правила тоа, ќе изедам ореви со урми. Ореви со мед, многу ми правеше на. И сега ореви со урми, желудникот е кашканица, затоа што за урмите треба едни ензими, за фруктозата, за мастите треба сосема други ензими. И он тоа дори да го селектира, тука прошла 2-3 сата и ти не си лесен тие 2-3 сата. Значи ти можеш да го издрмаш, да къснеш, не може да си у одреден стадиум, ама кој секојдневна пракса, не знаеш што да прави. Да не прави муабет за комбинацијата од, не знам, басина торта. Значи тоа е јајца, шеќер, брашно, млеко, овошје, не овошје, какао, натре и така натре. Друго, научив дека треба да тргнам се што од стимуланци. Што не ми ни паѓаше на памет дека треба да тргнам, како што се маслата. Прво, за да се исчистам ја 2 месеца, тргнав се што е маснотија. Значи и авокадо дури. Ни авокадо не пробав. Јадка си плодови секако не. И после тоа осетив дека имам потреба, почнав да си ретам сончоглед и така натаму. Значи никој во природата не може да изеде. Прво не тече маслинов зетин. Нигде, макар и ладно цел. Не тече. Не се нашло такво нешто. И ти кокосов путер. Тоа е човечка перверзија на она од како што треба. После тоа стимулансите, солта. Солта, што ја мерат во крвта, сум видела илјадници крвни слики, тоа знаете, е натриум. Конјската сол што е за јадење се вика натриум хлорид. И тоа, тие што сме завршиле многу одлични основно оделение, знаеме дека тоа е различно хемиско соединение. И исто така и во H2O, во водата има кислород, меѓутоа ако јас ја вдишам водата, ќе се угушам, бидејќи тој кислород во водата не е за мојата глуча, немам шкрги. Исто и со солта. Не може да изедеме натриум хлорид, меѓутоа тој натриум хлорид не е натриумот кој што му треба на телото, наречито во комбинација со одредени други органски супстанции, да има апсорбција. Значи нема апсорбција. Не може да влезе натриум хлорид. И он се, ама ти се покачи од ова. Значи ти насилно ако го внесеш на вена,
нормално дека после тоа ќе ти покаже тебе дека има некаква сол таму реагенс. Меѓутоа тоа не е таа сол, таа не влегува во клетката, не ги храни органите и ткивата кои што имаат потреба од чист натриум, не натриум хлорид. Лутото, што да ви кажам, на дете не се дава луто, тоа не треба да објаснуваме. Лук, ромицачини, репа, ротквици, трупки, се уште си къснувам ја од време на време, и тоа е луто. Значи, кога ќе се повратат сетилата на јазикот, кога ти ќе престане, например, млечните производи највише го загрижуваат, кафето. Например, во дрогериите, не знам тука во Македонија дали тоа има, од која ќе мириснеш еден парфем, после тоа ти даваат кафе, мирисаш кафе, затоа што кафето тука ти ги убива рецепторите, и после тоа можеш да дегустираш друг парфем. Затоа што во моментот кој ќе го помирисаш ти кафето ги уништува сите, праќа некој сигнал до мозокот и ти више се ресетираш. Ето тоа е тоа. Дехидрирана храна. Јас јадам, си правам крекери, си правам и врапови, меѓутоа таа во природата не се наоѓа. Масната храна како авокадото, никој не седнува да јаде 10 авокадо. Не можеш, мислам не можеш. Не е нормално да изедеш 10 авокадо. Колку со ти стојак, не тоа што го јадеме тука не е истото со оние што јадат у Тајланд, директно колку со дрво, па става сламка и пие водата, тоа не го јадеме, ние не го пиеме. Јаткастите, ораштаците, плодови, медот, нема што да го дискутирам, мислам медот. Не би пуштил никој 5-годишно дете у кошница со пчели да извади мед. И, значи, автоматски е неприродно. Ама, знаеш, од планина, сето тоа убаво кога идеш во планина. Оно што се продава тука по базарите, по маркетите, тоа е чист шекер и е тежок отров и оптеретување на телото. Значи, на страна живата храна сите знаеме дека има ензими, дека нема потреба од суплементи, ама почвата е оштетена, батали, суплементот поише штети. Значи, дотурање на, не знам, селен. Чега мазе, кучи со тој селен, значи, тој селен, шо е пакуван? Тоа се теми кои што не може на долг рок телото да не покаже пројави симптоми. И тука сега кога се измешани хемиите и физиолошките процеси, значи не се тоа процеси, тоа се не може физиолошки процеси да се изфрлаат отровите и не може се затнува негде, филтерот се затнува како на проста, најпроста машина, како на колата, ако се затне филтерот, има да се обрушиме внатре сите од вентилацијниот систем на колата. Се тоа не е органско потекло, тоа сакам да кажам. Иначе на анализата на крв моја последна правена во декември, сите параметри беа идеални. Правена е многу, 14.000 динари ни ја наплатија во срцина крвната слика и тука не знам што магнезиум. Со прашањето B12. Со тоа B12 лично важно. И D-витамин. Значи нула потреба од суплементи. Јас имам многу денеска видеа и спирулини, хлорели, биомија, че ја откъснувам нешто некогаш. Меѓутоа тоа не е дневна навика, не е дневна потреба. И немам потреба јас да се залажам, дека тоа нешто ми е подобрува состојбата. Да, има кетонал, ако те боли нешто, не да боже, се удриш, откачиш нешто, скршиш нога, се напиеш кетонал у тој момент, затоа што нема да вриштиш. Меѓутоа, тоа се акутни состојби кои што понатаму имаат реперкусии. Ако ти секојдневно практикуваш активности кои што само трупаат, значи телото не добива шанса да се изчисти. И тука не може ти да очекуваш дека си топ фит, имаш енергија, не ти се спие и после тоа сум настинати и останати некои небулози, како што телото е само излечиво. Тоа сакам да кажам со обисла, после тоа ќе дискутирам на диагнозите каде што нас не се одзема вниманието. Значи, главната, еден поп ми кажа пред 2-3 години, вика ѓаволот има две задачи на овој свет. Првата е да те убеди дека не постои. Нема ѓавол, сме супер, сите сме се супер. А втората е да те убеди дека е во други. Дека не е проблемот до тебе. И маркетиншкиот трик на околината, бидејќи моја проценка груба е дека 95% од луѓето се поседнати од некаков вид на демон или се пецнати од некаков вид на демон, тој секој и другиот и тој што седи спроти тебе, најблискиот мисли дека проблемот е во тебе
и тие што наводно најмногу те сакат, и тој што ти е најблизок пробува да те разубеди во нешто што пројавуваш интерес да го промениш. Си викаш, че мене ме боли, не ми е убаво. Не сакам. Дури мајка ми што се фаќа и самата себе си ќути. Како бе викам да ќутам? Како ќутам? Имам проблем, јавувам, објавам на блиски, на некој кој што сметам дека може да ми помогне. Нормално не објавам јавно затоа што тоа не допира 95% од луѓето, ама чак пак дека ќе кажам и некој ќе се најде, може ќе знае решение. Знам дека до мене зависи, ама ќе ми каже нешто, па ќе ми биде отскочна даска на мојот пат да си го решам проблемот. Не знам што ќе биде тоа што ќе ми го каже. Може ќе биде песна, некој ќе би отпее, па ќе ми дојдат стиховите во главата. Сакам да кажам дека природните наши инстинкти се максимално потиснати во денешно време. Значи луѓето тотален дефокус. Дури отец Ивица се водеше кога му рекол дека протестантите во Германија па и другите деноминации тотален дефокус. Значи они читуцкаат нешто од Библијата до пола, до четвртина, не знаат до кај се и не знаат дека го фатиле погрешниот правец на не е тоа поентата. Значи поентата е тера маратонов и ние си трчаме, си одиме, процесите се тие. Успно ќе те бавне некој од негдека, ќе ти се случи несреќа од тектонски размери, ти стануваш, можеш да продолжиш да трчаш. Мене ми се станува цабалич. Со години, и вака сем, пак ли можеше да станам денес. Значи, и станувам и тоа е. Возот продолжува. Така да телото има моменти на само излекување, си се регулира, немам јашо да измислувам, нема јашо да му кажам како треба. И најголемото откритие во врска со исхраната кај болни луѓе беше дека тие немаат време. Значи има еден куп луѓе кои што сме здрави, сме на нозе, сите ние тука, меѓутоа оние кои што се во болниците, оние кои што се во терминални стадии, тие немаат време. Се, за тие што имаат време, тука има една книга се вика Безслузна исхрана, преведена на српски, на доктор Арнолд Ерет, исто тој живеел пред повеќе од 100 години. И тој доктор Арнолд Ерет направил огромна студија со илјадници луѓе кои што му дадиле и забележал едно нешто, дека претходно што накратко спомна во врска со имуниот систем, со лимфата, дека се што се внесува преку уста, а тоа е 99% од материите во нашето тело, сега ние ставаме и по кожа и на други отвори, меѓутоа се што се внесува во телото преку уста има две реакции. Двете реакции се или прави реакција на бранење телото, или му е храна. Ти си го прифа како храна. Си јадеш банана, никому ништо. Си проаѓа низ хранопроводот, доаѓа желудник и си продолжува натаму бананата си работи тоа што ја работи. Сега јадеш, и ќе земе Кока-кола. Телото препуснава. Телото приметува дека не може да не реагира. Знаете како да ставите во дизел да ставите или во било која кола да ставиме маслинов зејтин. Ама ладно цедене. Ти цедило ладно, ама не оди колата на ладно цедене. И кога ставаме нешто погрешно, како што Кока-колата, телото мора да изреагира. Првата реакција е нормално преку ензимите од устата напаѓаат и тимусот, желудникот и така натаму. И сите тие комбинации небитни се понатаму. И тој доктор Арнолд Ерет поделил се што влегува на устата на две категории. Нешто што ствара шлаем и нешто што е храна. Тоа што ствара имунолошка реакција го дели на два дела. Нешто што ствара само шлаем и на нешто што на англиски се вика пас или на македонски се вика гној. Гној ствара се што е од животинска кожа. Нема исклучува. Нема исклучително тело. Само е прашање на кол капацитет има телото да го анулира негдека, да го смести, да го исфрли, така натаму. Значи, секој пат кој ќе къснеме парче кашкавал, јајце изедеме во било која форма, ама управ, не управ, го јадеш, тимусот реагира. Тимусот почна да го опколува. Доктор Слаđan Велков има прекрасно предавање кај што објаснува дека никој никогаш не изолирал вирус како што ни покажуваат на телевизија.
топка со пипци, па ќе дојде, па те јаде, па не знам што. Значи, вирус е имунитетска реакција пред се на тимусот во однос на патогенот што ќе го ставиш. И тоа што не го крстија корона, тоа е еден те истиот отров, ставен, моја предпоставка, пуштен во водата, во цел свет, и тој отров е нормално оваа машина, бидејќи оваа машина, таа истата машина реагира исто, ама со кашлање, со некашлање така. Значи, влегува тука, пипци, клетки, те клетки пред се нафрлат, тоа е софистицирање, се го објаснувам пластично тука, се нафрлат и тоа под микроскоп не им личи дека е вирус. Не е вирус, тоа е опколен патоген кој што иде надоле и не е живо тоа. Значи, животот е од овие, што дошло да го испелат. И оди после понатаму, кај шето телото, тоа е баш приказна. Проблемот е кога тие влегува здравјето на игла, никогаш не влегува нигдека, кога ќе влезе на игла патогенот, тогаш имунитетот се прашува што правам сега. Затоа што го прескочил тимусот. И го прескочил природниот начин на одбрана од патогенот. Тоа е баш тема да се разгледа. И овој доктор Арно Терес, значи си ја поделил храната на храна што прави слуц или шлаем знаеме сите што е, односот мрсоли која не излегували така натаму, и храна што прави гној. Гнојот е воспаление во телото и гнојот се решава само со поголема количина на вода. Значи пост на вода, да се остави телото на мира, за да може да се исфрли гнојот. Овие што се експертите сите ми се поминати, сите можам до број на гајки да ви ги кажам, сите книги ги имам прочитано, тие се најбитните за мене. Не се неопходно наредени по приоритет, значи крвта, лимфата, тлунката и мокрачата се некои основни, да кажам, течности на телото, има нормално и други течности, меѓутоа она што можеме и во домашни услови да си го измереме, се pH вредностите. Тоа е она едноставното на доктор Арно Терес. Значи нешто што ствара, што е храна, прави алкалност на телото, база, тоа не мора да е база, лимон јадеш, лимонот е кисел, pH 0, а мокриш база. Значи тоа е метаморфоза во бубрезите, што се прават они со хемиските реакции, не ми проблем. Се дели на нешто што прави киселост во течностите во телото и нешто што прави, што едноставно функционира. Нашата крв, не знам колку знаете колку треба да биде нашата pH вредност на крвта? Тоа е сапун. Ева така ми дојде сапунот беше. 7,35. Значи границата на 7 е благо алкална. Значи 7 е од 7 надоле почнува закиселување, од 7 нагоре почнува базично. Значи нашата крв секогаш е меѓу 7,35 и 7,40. Кога ќе почне да падне, мојот син пред да почне имаше 7,29 pH вредност на крв. Таму швабите прават на саат време, кога се на интензивна нега, така да тоа е више отидени се сите органи. Значи плучата е више кисела, тоа само да кажам. Мојата комшика која што почина од рак пред да, мислам, кога се разболе воопшто пред да одам за Германија, ја тестирав со лакмусова хартија, кај низе плунката беше 5,3 според лакмусовата хартија, каде што јас се тестирав мене 6,5. Не знам што смејала во тој момент, и тоа било на почетокот пред јас да го исчистам телово, меѓутоа самото тоа што сум ја сменила исхраната до тогаш, кој беше некои 5-6 месеци, една година, кога променевме во растителна исхраната, значи мојата плунка била околу над 6, а низината беше 5,3. 5,2 така нешто. Почина жената, не сакаше да смени, мислам не сакаше смени они во исхраната, меѓутоа продолжи да постат на вода, например, и Чичко Драго правеше риба на вода и вода. Ален Додиш за мене доктор, овие не се доктори по медицина сите, некои се, меѓутоа за мене во Пула живее човекот, лечење не излечете се сами, имате група, неколку пати ја цитира доктор Слаđена Велков, ние тука мислам дека живее во Скопје во моментот, нејзина група беше невакцинисана, деца со здрави од вакцинисана, повеќе пати апсена, емотретирана, идат нејзините предавања на скришни канали, значи не може да отиде на YouTube. Мене, например, сега сигурно ќе ме цензурираат, ама не сме ние битни на македонски јазик да зборувам ова, кој ќе го објавам. Сакам да кажам дека овие се искусни луѓе
И најбитно за мене беше да прашам паталец. Значи нема логика да прашам некој што не излечил ништо. И тоа беше мојата огромна борба низ болниците. Што имам јас да прашувам доктор кој што никогаш никога не излечил? Ја не разбирам луѓе што одат на онкологија. Значи од онкологија не излегува никој жив. Ниједен. Па порано ќе седам дома, како знам, може ќе се мола, може нешто некој ќе дојде ќе каже. Значи, воопшто седењето во друштво со некој кој што е сосема во спротивниот смер нема логика. Тоа е како да тргнеш од овдека за Белград, да очекуваш да стигнеш на пристаништо Солун. Во сосема спротивен правец тоа. Затоа овие луѓе кај што има резултат, каде што има 80% резултат на излекување на тешки болести, ја сакам со тебе да тоа. Значи сакам ти да ми кажеш кои се методите. Сите до еден засновано од Макс Герсон, од Ричард Шулц, од Даглас Грег, сите до еден 100% жива исхрана и тоа ниско маслена, барем за почетокот, затоа што сите сме многу загадени. Не е прашање само дали сме загадени, се е прашање колку е некој загаден и дали ти имаш време да се џогираш на маратонот или треба малце да убрзаш утрчањето. Сега мојот заклучок е дека има 5 нивоа до трајно здравје и 5 нивоа се дека сите ние тука што седиме може да се дозволиме транзициона диета. Транзициона диета значи и по нешто готвено, сега ќе ви кажам кои се работите кои што мора инстант да си со. Она што за мене беше од круцијално значење да се покачи нивото на внесна вода. И тоа не е на било која вода, значи стварно мора да се концентрираме. 4 литра сега правиме математиката во врска со прочистувачот, мислам ова е систем за прочистување на водата. 4 литра на ден, ако е по човек, и имаме 4 член од 700, тоа е само за пиење, значи апаратот најскапиот, не знам дали најскапиот сигурно ми поскапи, ама еден од поскапите апарати за 6 месеци не се исплати. При тоа не сме испиле флаширана вода од пластика. Математиката, економската исплатливост е со пластична вода. Мислам со таа микропластика и сега нанопластика. Откриено папочна врвца, откриена во плацентата на бремени жени. Значи таа нанопластика, луѓето се зборат, никому не му е гајле, научниците докажано, студии колку знае. Тоа јас не го измислувам, нити цептар го продавам. Најекстремниот начин на прочистување на телото е постна вода. Тоа е башка тема, бидејќи тука не излегуваат само отровите на физичко ниво, тука излегува нешто што јас лично го почувствував како од душата да ми излезе некој. Значи тука се стресови, тука е трауми, емоции неискажани и мислам дека треба да се биде многу предпазлив со тоа. А за Македонија јас на сите им стојам на располагање да им објаснам. Преводим преведувам, некои луѓе не знаат англиски, дека дека во тие книги има објаснето зошто одредени симптоми, зошто добиваш пролив, зошто ти се повраќа. Симптоми на детокс е тоа и треба едноставно да се прифатат како такви да се има доверба во телото. Сега, ја имам тука еден прашалник кој што после тоа ќе си го пополните, ќе видите кои се тие, на кој ниво можете да скокнете. Значи, луѓето кои што во одреден период се откажувале, пробувале да постат, може директно да си прескочат, например, во транзиционата исхрана или директно да отидат на живата храна, да речете, ја од денеска не готвам. Мајка ме многу се израдува, бидејќи нема ништо за перење садови, нема ништо за не мораш да носиш со тебе, па да мислиш дали ти се јаде, не ти се јаде, банани има седека, сок од портокал има во секоја кафана, флаширана вода има седека и ништо нема да ти биде ако не јадеш. Тука сите имаме таван вишок за да испостиме некој ден на вода, ништо нема ни биде неколку сати да испостиме. Така да тоа не сме Африка, храна има на секој чек. Срамота е да, мислам, луѓе умираат на друго место. Сега дека има нешто да се штрбне, ке секој кога сум отишла дома на гости и да нема ништо за јадење, ќе има некоја овошка дома, ќе се најде да се късне. Ето тоа е темата. И одржувањето на фркујната, например, доаѓа жената да чисти, дека што ке бришам горе нема да смета. Бидејќи не се готви и не се лепи која. Многу лепи се лепи. Она што стои во прашалникот и ќе го видите после или може да ви го пратам нормално е работите кои што се од очигледни, работите кои што се од
релативно големо влијание на секојдневното функционирање на телото. Значи не е проблем ти да имаш и прекомерна тежина, тоа телото само си го регулира во однос на готвената храна. Меѓутоа има работи кои што се од огромна повреда, која што ја вршиме секој ден. Значи никога не осудам, ја почнувам од себе си и затоа сум ги напишала по некаков си редослед. Јас за мене не се алкохолот и цигарите, за мојаво тело, мојава машина, кафето е огромен проблем. Јас кафе не можам ни да помирисам, но што дете сум. Ја викам дресирана од татко ми, не смееш да викаш дресура за животни. Значи баба ме научила дека е ѓубре кафе, алкохол и цигари, меѓутоа алкохол во животот сум си дозволувала да се напијам. Не е нешто, не било никое, да кажам, моментално може нешто да ме зашимети така натаму. И цигарич не поднесувам телото, ама има некоја желба, меѓутоа кафето, јас не можам во моје присуство, не можам воопшто да поднесам мирис на кафе. Така да тие може да се извртени, да кажам, по приоритети, не мора да е тоа прво, второ, трето, меѓутоа овие се основни точки каде што телото реагира бурно, на секого реагира. Кога сум ја прашала доктор Слаđена Велкова, зашто мојот дете баш ваков проблем да има, еден куп други деца си вакцинирани и јадат истата храна и она ми вика сите имаат проблеми. Значи само прашање до каде може телото да ретерира во однос на нападот, буквално како напад. Така да прашковите немам што да ви ги објаснувам, сите знаеме дека не треба да пиеме ништо од тоа фанта, манта, не знам што има таму, чипсовите, јасна работа, тоа се прегорени масти, шеќер, што да објаснуваме на сите име, јасно, што вика отец Арсенија Јовановиќ, вика, пишува на кутијата за цигари, дека убива цигарите, што сега, правиме муабет за цигари. Пуши ако ти се пуши, мене ми се запалува цигара, лошо мене ми се врти у глава и чате, има ми е проблем и така натаму. Битно е да не се правим будали. Да не викаш, не ми е ништо. Не бе, знаеш за здравје. И мајче, мед, смотриш у тоа? Да, се е тоа дериват на некаков си шекери, се е тоа нешто што е екстрахирано, што го нема во природата, а влие мачино телепат. Ја како помало зло им го давам на деца. Да, тоа значи не е спорно дали нешто поголемо или помало. Ти викам, ја за мене најголемо зло е кафето, не е алкохолот и цигарите. Ако на цигарите пишува дека убиваат, мене не ми убива цигара. Али кафе, значи мене ми е тежок психоделик кафето. Тоа е легална дрога, меѓутоа моето тело не го поднесува. Дури ми се чини марихуана да испушам, нема да има, мојата плуча има некоја друга генетика. Во однос на кафето. Кафето мава, например, на мозок, на тироид, на бубрези, на не знам што. Јас не можам, не го поднесувам, значи... Јас сакам некој пут, ама на долги стази, ја го прекинам, не можам кафе. Секој сам мора да си процени. Мајка ми, например, има афинитет кон кафе, ама не се осмелува да проба. Што не знам што ми станало. Да, и мене, нервозна ме прави. Ама, например, ако е долго време стоена, можеме да го успеа да се напијам кога е ладно. Има асоцирана шоколада. Може ми треба мали дози, не како Така пие, малку се понекогаш научи да со шолја, знаеш, од себе. Ама цела Само да убавам, а после тоа... Јас, например, после да пак... диуретика... Тоа ви кажа за рафинираните житарки, сум пробала 2018 и пред 2 години пробав некакви си био-мио интегрални шпагети, се поздравивме, заврши тоа. Орис исто пробав тогаш пред 2 години, многу интересно беше што го ртев, не знам што му правев, цело зрно, црно ориз, интегрален био, се е тоа. И од кога го изедов, си зна повраќав, меѓутоа интересното беше што го јадев со патлиџани, со марула, со салата, некоја свежа, и повраќам само бело. А кај се патлиџани, ја викам, ја нели ги видиш кога ги повраќаш. Ништо не излезе од тоа, чарените зеленчуци, овоше, само белиот ориз, мислам, помешан со желудочна киселина, само тој го поврати 5 пати повраќа, последниот пат чај ми даде комшиката, не беше добро во Охрид. Испив чај за да се смирам, се исплашив сама, веќе се исплашив 4 пати да повратам, ја не ми се случило. И никогаш во животот претходно. И истото со компирот, летоска, после јадење жива храна, одлучив да пробам некако си домашен компир, јас сама го сварив и приредов некој ручек и го изедов компирот и во рок од пола саат, другарка ми што беше со мене, значи го забележа мојот стомак како порасна до буквално до 9 месец бременост.
И ми вика, јас да не го видов ова со своји очи имаше да верувам. Значи јас те видов, вика се баре цело време сме заедно, кај не заспиевме, виде кога стана, пуша па се меревме на вагата и така да оризот и комбирот се лепак, во моите црева, моите се особено чисти, може други црева имаат ева кои си размислам помлада како сум јадала, значи телото имало начин како да ги испарли во тој момент. Сега више на толку чисти тела има бурна реакција телото и се брани. Сега водата. Уствари прво планирањето и подготовката на храната, логички е, Тарзан никогаш не може да јаде лубеница и орев. Зошто? Зашто лубениците доаѓаат во август, а оревите доаѓаат во септември. Значи комбинирањето на храната и јадењето сезонска храна е од круцијална важност. Тоа на сите не е јасно, тоа и овие што се поздрава храна нутриционисти го проповедаат. Сега ние имаме исклучоци, имаме замрзивачи, имаме дехидрирање, имаме начин како да складираме храна и нормално банани јадеме, што даѓа, што не растат. И лубеница во јануар, и авокадо, јас се си дозволувам, денеска пак ми се случи ова како некој магнецум, значи, а ќе дојдам ја на каса, нека купува цигари, ама не купува цигари да купи, дај на кутија. Значи, доаѓа двајца пред мене, две жена пред мене, и вика на продавачка да дај 4 кутии цигари. А јас седам и си викам, види овие банани колку ги поскапеле, да си мислам ја главата. 75 на 90. 95. Јас си мрчам главата. Требаше да побарам, па нема ефтини, па брзам, па требаше да мислам за бари, па не. И што си правам ова така со оваа 4 кутии цигари, купи јавака. Викам, се скапи бананите. Дај малини, човече, дај боровинка, нежо. И добра, боровинките 1300 денари пакувањето ги има свежи, 1300 денари килото. Не се. И добро, викам, ајде, она ќе купи 4 кутии, јас престанав да мислам за цената на бананите. Во истиот момент, таа пред мене што беше, оваа беше две пред мене. Оваа пред мене вика, штека родео. Ај, вика, ова ми е порека од горе, штека родео. И таа продавачката шета таму нешто. Не, ја вика, имам само 9 кутии и некако си меко, тврдо, не ги разбирам више. Не меко, некак рефус. Имам рефуси, вика, нешто. Што и значи тоа? Замотај, но? Не знам. Како и да, не, кутии. И не кутии пакување, ствари беа као меко, не знам. И извади 9 и вика, извини, неа, и она рече, те намачи, ај не ги купам, овие некак не ги пушам, ќе си купам штека, не знам што, нешто почна да скажа. И јас си викам, чека, малку земав одедење. Значи, храната може да биде скапа и луксузна, меѓутоа може да биде и релативно приуштливо, нарочито што другарка ми Сашка има 4 јапонски јаболки у удово, и сега ќе дојдат јапонските јаболки, пуниш замрзивачот, кои ќе дојдат црешите, пуниш замрзивачот, сливите, еве денеска извадивме мармалад од сливи, од домашни прсканите. Сега некако да нешто нема да роди, нешто ќе роди, меѓутоа нашата земја Македонија дава изобилие. Нас символот, знамето ни е сонцето. Значи сонцето, земјата, тетка Сонја ми рекла, бе, наопачки да го насадиш лукот и кроменот никнуваат кај нас. И е греота да се пожалиме, да размислуваме дека е скапа, дека е ефтина, бара подготовки. Не, баш не бара подготовки. Банана не треба никаква подготовка, ама баш никаква подготовка. Значи ја взимаш, ја љупиш и ја јадеш. Попроста фаст фуд од тоа нема. Таа ти најбрзата храна. Во однос на водата, дискутираме, тоа и Боби ќе докаже, значи огромна разлика во нашето семејство од кога пиеме филтрирана вода. Значи вода без никакви примеси. Ама роса чинела, оваа чинела, не знам, пролом вода, глупости останати. Првиот проблем е микропластиката, нанопластиката сега откриена, кој што воопшто не е јасно, енергијата на водата, таа седи по магазини пластики и се останато што има внатре, да не правиме муабет, Буби ќе го објасни едал васерот, а моите приоритети за користење се блендерот, електричната цитрус преса, бидејќи од другарка ми Бјанка научив секој ден да пијам цитруси, многу портокали количински. Меѓутоа, ако има цитруни, ако има лимуни, било што да е мандарини, тоа се пие. Сечкото и рендато заради естетиката, заради брзината на количината, да може да изедеш повеќе. Спирализаторот, дехидраторот, соковникот, кога ќе стаси. Ето тоа. И сега, мислам дека тука завршуваме. Ова не ме интересира толку, ова се луѓе кои што
јаделе, пиеле и си ја сменили исхраната, знаете дека Новак Џоковиќ ја сменил исхраната, знаете дека еден куп луѓе може да се гледаат на YouTube, може да се пратат, да се прашуваат, сите драго си го споделуваат искуството и нема зошто да не се сподели, некогаш кога е крајен стадиум, кога е тешко, е убаво да си има некој кој што можеш и да го платиш. Мајка ми стално викаше дека е најлесно да си платам. Не знам колку ме кошта. Кажи ми како да го решам проблемот, повели толку кошта и тогаш е многу полесно отколку некој да те лаже, да те замајува, затоа што грешката се плаќа скапо. Ето е. Во врска со водата, ние преска накратко демонстрираме, ма ти пиете едно смуди? Мама, сакате смуди вие? Да. Ај сега ви направам јас. Сакам дома, идам чекете. Дај се од таму бананите. Че Григорија не си спадиш малку преди, да? Може ли си само Јас се гледа кој е јадец, кој Банани и се Вие саки на почеток на врата гледам здравето, а после смишка вајка. не говорим толку. Не. Дали некој има прашање? Значи, може да имате многу прашања и затоа ќе биде тематско. Затоа ќе биде тематско секое следно предавање, ќе разговараме на теми кои што се конкретни. Зошто се случува, например, диабет, диагнози. Голема работа, тешка работа е болест. Тоа се состојби. Диабетот е состојба, кој ќе тргнеш причината, телото ќе се изрегулира и нема да ги пројавува тие симптоми. Значи немаш опис на симптоми. Исто како диагнозата за нашиот син. Шимк имунодисплазија синдром. Што ти значи тоа синдром? Е синдром. Синдром е не знам што зборам. Че не знам што зборам и нешто би ти лупна. Значи сега ја играм бокс, ти го свршам носот, ти дојде тебе носот овде и Милена синдром. Не е Милена синдром. Треба точно да се крсти тоа што е. Не да се крсти, да се нарече. Да се нарече. Работите му. Не вода ми требаше. Мам, дай. Реците споведи. Ќе каже некој нешто? Колку вода ти треба? Сите си имаме некоја наше искуство, ама на крај прочитувањето и изборот ни е тежок некако да стршнеме. Јас, например, лично имам искуство од нетолеранција на глутен, ама сите јадеме леп дома, окей, да. Ама кога ќе го тргнам глутенот, чувствувам дека ми е многу добра. И сум пробала да го тргнам и сега не е само лебот, тука кратиш цела гранка, кратиш. А сега јас не сум оздрава да кажувам да. Така да, само еден глутен кога ќе тргнам, веќе имам една многу попозитивна. За колку време приметуваш разлика? Месец. На третиот месец сум многу добра. Ја мислев за неколку дена, за недела ден. Па добро, не знам, тоа не е нека приметување. Приметување не е на месец, више имам онака многу позитивно. Вода? Втор, како да кажам, друго искуство, пости, например. Кога ќе почнат пости, решив да ги тргнам и глутенот и шеќерот. Ајде, да. Иако се постни растителни. Да, можам мармелади или лебови се и свашта, значи ја без. Да. Значи без глутен и без шеќер веќе многу шеќер липсват. Изборот е намален на малку. После 3 недели, значи немам потреба за кафе. Престанав да пием кафе. Сега вие си кажувате како ви смета кафето, мене кафето не ми смета. Мене кафето ме буди, например, ми дава енергија. Океј, не ми смета на стомак. Ми оди после храна, не ми оди на гладно, ми го копе желудникот. И тоа ме буди. Сега немам потреба за кафе. Да, се гледам дека више 2 недели ми стои чепната, да. Але кафе од кој кафе нема кафе, да. Мама се гласна.
Ајде, ајде. Ја мислам, главните Добро речи. ќе дека. Георги Николај, погледнате на мене. Ајде. Насмевка. Ајде, Ајде, ще Георги много странно ми се. Значи, Браво, градски за стил. нив тука. Чекай, што? О, сам мокри газови. Не сме многу далеко. Што глика и тие раката. Не, ја не сум. Сакаше, па немате праглица за тоа што е чешо. И сега за помалку од 2 минути, немаше потреба ја 2 минути, еден пинасто го прави. И сега малце по засркање, не погусто го направи, затоа што замрзна тие бурите. Само да кажам, кој ми го даде блендерот, јас го тестирав колку беше 2 недели кај мене дома. Пробав се да правам. Оваа чашка е за ладно мукање, а оваа чашка е за... Да, обратно, небитно. Како и да е. Доаѓа со 2 чашки, обично се доплаќа чашката за другите блендери. Тоа е прва работа, а втора работа... Кај не се чаши? Втора работа, многу битна е, што... Едната е за сува, другото е за... Не, сите прават, и двете прават сува, и двете ги тестирав, например, на лишници, и тоа по голема количина лишници можев да ставам. Разликата е што едната готви, едната врие. Ова е единствен уред во кој што може да се готви и да се припремат ладни напитоци. Може да се спремат супи, джемови, потажи, компоти. Со едната чашка, другата може. Ако не ги испиете. Епа на здравје на сите. Имате вечерше. Не, зашто сега се направам уши, но уши мене ми се бија. Пуби треба да се нешто. Нешто што ме виши е оваа машина. Е топло мене. Ние имаме витамин С Пијам вода. 12 година. Ова многу лесно се ми стака. Витаминсот е супер. Не се наказа. Ми се плаче кога... Баш ме изненади дека ти треба толку време за ова, за кафата. Не дека сакав да го тргнам, него се осетив дека не ми оди. Не, јас сега со мојот мов. Не ми оди, а не гледам зашто. Не се ни трудев да го тргнам, него ете се. Јас значи кога ќе лапнам нешто што има од кога во октомври месец тоа ми случува, не знам како. Ме вртат во велите си. А ја осетам дека таква топлина, ми помага куркумата, не знам што. Да, дувањето ствари, кога ќе го тргнам, ми треба да чистувам. И сега ќе пробам 2-3 месеца ќе го тргнам. Не сме достојни да. Да. И послам на 10 од октомври до нова година. Варено таа, плюс. Само се Да, до нова година бев на транзиционата, пошто немаше смисла. А устори ја не неа да ми месо, ни млеко. Јас јогурт, млеко, ништо тоа слободно ми ја. Сире, нема и тоа не сум любител. Но ете, другата храна ми правила проблем. И многу јадев од тој фурна ден. Вода само што ми треба. Тој лебот на тост, начкан со путер. Тоа, уин за исхрана порано било јајца, и од нова година на жива храна скроз цело време. Ама одма реагира организмот и од мене. Да, затоа што ти се подеш. И тоа што мене сите ми го викаат дека многу си слаба, според чив критериум. Значи јас не можам, има формули како да се присмета прво и основно, а второ, тоа многу си слаба не е никаква констатација. Значи прашањето е колку треба да имам кила. И сега, за да знаеш колку треба да имаш кила, треба некој да прашаш. Мало се го стави. Сакаш уште или не?
Добро. И прашањето беше како калкулирам идеална држина. Значи за се во физичкиот свет има упатство, има формула, има математичка изведба и така натаму. Идеалната држина јас ја најдов затоа што сум правила дијализа на дете. Детето има 10 кила, немочка, како ти го дијализираш? Мора да пресметаш, мора да пресметам колку да извадам. Нели толку фурам колку утро. И во тој случај најидеално ми е бил најидеална ми била формулата на доктор Пропуст. И тој вика висината во сантиметри минус 100. Минус 110 за нормален човек, минус 120 за манекенка беше. Сега некога прочита Викторија Бекан дека иначе последни кола, се смија. Ајде, сонце го прегрее, сега као е све. Мојата мајка, мој брат се нема да има дете. Да се снимат, да се снимат с некој да се сам сега. Брат му немало да има. Секој е добро. Добро што За ова, да видим на номер бирам. па со попустите 560. И да му најдам Он може Да, просто што на другари беше да се интересира. Дојде кај нас и рече оператор на купија цело огромни количини на пластика. И полудувам на пластиката. Кај да е шо? Радарските имам 260, 260. Никој не ги а мене за година очетна да измислам. Лета, шегаме, бидете добри, луѓе поздрав, чао, чао. Чао се небо. Те имам 260, 260 да го дам миле. Убав ден ќе се на стол. Од забавим стану ми tego. Aha, благодарна. Tego, тоа да се жешка. Сад јас ја пием. Ајде, кој са код црвеното? Еве, јас сигурно не сум све обрнав. Вика вода од пластика само 2 дена може да стои. Ама На сумар ќе Абе, од кај ракету прво ги стоварат надвор. Не века. и стои, на сонце. И тоа Дај чека не шумеше да го истијам, сакам да го осетам вкусот. Дајте ќе започнете. Не. Малку нема, оне јадена сум солена за да го добијам. И сега машината сите Не, на рак. Не, прашање мене. Две години пече изсира нешто, речако. на сабајле не може. Така е. Стегнат
година. Јас сум мера 3 филтри, кажа. да и со ова си да го измешам. Јас Да. Може. направи. Може да Може се да да Мет. Преко ми сум купила 20. И си јаде. Сега оваа година се спремам за сериозна количина на складирање на храна. Само замрзната е прво. Ете што да правам? Не, знам викам ја за. Не обарвам, не. Не. И замрзната за храна е Жива, да. исто Ама, квалитетно. ние, например, И најлесно е. Да, мајка ми цели јапонските јаболки, ма ме рече да нас проба. Ја прв пат пробав и стварно е неочекував. Мислев дека конзистенцијата и вкусот или ќе биде разликавен, не е јапонска. Да, Кога се замрзнува, кога не е зрела, уште кога е Зрела. Не, зрела. Значи, Па купи имам 50 кила и имаме простор, пошто куќа сме, и ги распоредив по гај. И како созреват, и ги Тоа питам, тогаш. Значи да Не, станат не, благи, не, прво, средно прво, веќе. Ја ги обожавам. кога ќе ги извадам, тогаш ги мијам. Значи, за да падне, знаете, кога се одмрзнува, тој мразот на дозгора, целото ѓубре го има извлечено. Пестицидите ги влече фактички мразот, или ѓубрето нема пестициди, и првиот мраз го ги мијам. И после ќе ги оставам учини. Тој беше од вчера размрзнато, не беше... Ја значи многу работи пробав последните 6 дена, јас сум вау фаза. Аз скроз различно... Милена. 6 дена ме 3 дена си тука. 3 дена. Денеска пробав туна салата. Да, ја прекачиме француска туна. Тоа Зашто не е туна? француска салата. Не е туна француска. Значи, стварно туна салата крај. А сега имаме друга. А не, Ова другата како ќе А не, крстиме со срвената? Пашканат, Не, пашканат. со Да не ти А се сега со батат од Мексичка правевме тоа мобет, ама што става? Типчинка става тоа Мексичка. Чинка. Да, Таа следно. тоа ми текна, да. Ова е замрзнат реден пашканат. Замрзна? Пашканат со... Мора да е Да, но мене ми беше, кога бевме со Бети, се беше многу вкусно и тоа ми беше чудно од каде толку вкусно. Види, Пошто вака, значи да, нешто е не до ти мене. тикнува, например, не ти тикнува да си купиш пашканат целер, нешто да го искомбинираш. На почетокот во транзицијата, затоа јас многу пропагирам транзициона диета. Зошто? За да не се вратиш назад на стимулансите и на тешките отрови. Значи, се договараме тоа што беше на списокот таму. Дека тоа е отровно и овие не можеш ни најмеш да ги откажеш. Јас тресам на смоки. Значи, од так сум се вадела летоска, влагам у кола, цела кола мириса на смоки. Сикам ќе го убијам. Ќе го убијам што купил смоки. А он бил во некоја негова афектна состојба и пробувам. Значи, ја не знам колку сум изла, 5 смоки да сум изла. Порече ми ја лошо. Налет се викам. Не ми се видува таква реакција. Многу. Зависно, знаеш како, колку ти е чисто телото, еве размисли на мало дете, например. На бебе, му дадеш нешто, Сашка имаше проблем со незиното девојче, му дадеш, например, мед. Тоа има други тешки, почна да се гуши. Кај Викторија Гутенко у книгата, например, секој втор ден викале брза помош од астматични напади кај девојчето. Мислеа ти брза помош, нешто, значи детето ти помодри да почна паѓа. А си викаш, бате, јок. И сега јас толку сум исплашена, затоа што сум имаше на многу вулгарна изрека, викаше любопитните гебат. Значи, јас не ме интересира, да си пробам. Тоа малко стрмно е. И сум храбра. Мајка ми, кога сум му дала, например, на Максим улје од канабис, и ја не би смела, вика, толку малечко, како ќе му го дозираш ово, ја сум терала. Како ме водела Вера, шо ме чувал Господ, не знам. Сум терала, сум сакала да пробам и сум имала вера дека ако е за добро, ќе искочи на добро. Ако е за лошо, ќе научам дека не треба и ќе ми даде Господ шанса да преживеам. Значи, не сум се чувствувала до толку грешна, дека правам нешто толку погрешно. И затоа на сите викам, не тргајте, не ги вртете, не ги изопачувајте темите. Значи, не одма да си иде со коронава, се направи хајка, има вирус, лета, покваки, со
Сашка кои се јајат од Германија, викам, овие се ненормални човече, перате раце по неној, да бе, ние до сега не миевме рацете, ние со прљави раце се нуевме да јадеме, пличкаме нос, не знам што правиме. Мислам, сега они пропаганда на телевизија, вака се мијат раце, Искуство за Така да, си кој ќе навлезеш малку повеќе во маркетиншките трикови, сакаш дека се е перверзно. Што е све извитоперано и најбитно е да не се правиме будаки. Мене не ми е од тоа. Од шо ти е? Знаеш, кој беше сега пред некој ден, што Амџад кога дојде пријателот ми вика, татко ми беше многу болен за време на короната. Добре, бе, Амџад ми вика, ма шо, ајде, ги знам симптомите на болеста корона. Шо му беше? Абе, вика, знаеш како? Он има прекомерна тежина. Готово, викам, не ги мислите други. Не дискутираме. Што е прво? Прво имаш прекомерна тежина. И сега ќе дискутираме за тежината, кој колку треба да тежи, слаб си, не си слаб, омана. Во ред, ајде, по кој критериум некој треба? Татко ми доаѓа. Прво кога ме виде колку јадам, од памет се извадим и викам, колку си слаба, колку многу јадеш. И си викам сега овој, шо, скапо ли му е моево јадење, шо, треба ме рани некој време. И кога ќе ме види со волкава здела салата, и многу ми е интересно, почекам ми му направам волкаво салата, и он многу ми е. Добро, викам, почни ти да јадеш, пак и да ме после 10 минути ја гледам се махнато, нема ништо и темата е таа. Значи, не треба си го да си се тестираш, да си пробаш. Можам, не можам. На Елена мајка ми викаше за копем умарла, ја ќе излезам. Значи, толку многу сака да јаде количински, кој ти им кажем на луѓето дека јас си намарува на дења. Ти ослика прииска спанетот. Види колку многу. Таму колку имаш успанетот, тој што беше останала во бутот, кило. И купила 10 кила спанет, купила се убити. Озбилно. У 4 сум станала да се вајаме, прво сум легната рано, нели? У 4 станав, рекав, што ќе чекам ден ја? Чека да почнам да се вајаме да ги остане од ден. Спали ми го дадоа, не е фер да не И го. колку е блендерот? Сега, блендерот 747 евре. Со двете чашки? Да, на комплет. е многу побитно што чашката готви. Значи ставаш качамак внатре, парента ставиш внатре и имаш за Да. 10 минути. Ја не го варам толку Прето ми побитно. тука беше Што од бројот да вртеш и го загрева. Нема ништо што сакаш да вариш. Не, мора има Не, грејач, да, мора да да има има. грејач. Не, има грејач, индукцијски грејач. Има грејач, има как ќе го свари, па нема шанси да го врте да го грее. Не е само вртењето. Не, има програм да го пуштиш 32 минути да ти вари. Можеш, да, кој јаде, тоа пилешка супа можеш да ставиш, можеш джем да ставиш, на типко го вари. Да ставиш да го направи джем и полека го пастеризира фактички. Ама сега најбитно е, мајка ти што кажа дека полесно се чисти од витамини. Тоа да. Да, види, чашката е широка, потешка е чашката, тоа му е маана. Ајде да почнеме со мааните. Значи јас го споредував со витамиксото, нели? Јас имам 3 витамикса, имам 2 ми се ке мажука. Имам и ромазбахер германски со таква висока. Значи проблемот, негативната конотација на циптерот е што во чашката за ладно пирење, оваа другата, нема да, тоа е обично. Нема дупка оваа чашка. Значи, кој ќе за тоа денеска што ти демонстрира, една работа е стапот. Јас со стапот од витамиксот подбутнувам. Ама проблемот е што таа уопште нема дупка од згора. Ама проблемот е што она сама си го работи тоа. Не, значи, Она го дроби. зашто Значи, нема, нема потреба. затоа што е прв уред, блендер кој што вакуумира, кој што ја процесира храната во вакуум услови. Да не дојде до оксидирање на храна. Аха. И он кога прво се пушта, прво го вакуумира и потоа почнува обработката на дали е зеленчук, овошти или било што. А која е таа што грее? Ова сега е, гледате. Значи он има, само малку избрише. Паднова не беше. Значи има, штом свети црвено, оваа чашка готви. Ако ја ставиме другата чашка, она
светли плава. Аха, и така не може. Има предефинирани програми за сокови, шейкови, коктейли и сите тие работи. Исклучително моќен, 18.000 вртежи во минута има. Така да дури и семки од лубеница, он ги процесуира и не се чувствуваат воопшто. Еве сега само да видите колку Брзо. да. Може ли додека чекаме така најкратко што можете за тоа биоптрон, како се изговара Еве светло? ова позадива. Да, го читав онлайн, го гледав, колку е големо и зошто ја Има го три треба да си го купам за дома. Биоптрон, рековме визијата и мисијата на Цептер е да се овозможат услови за долг и квалитетен живот во домашни услови. Еве гледате, он веќе врие, почнува пошто индукција и ќе видите како за минутка време он ќе почне држи температура 96-97 степени, за да не дојде до уништување на сите хранливи материи, витамини и минерали што се наоѓаат во намирниците што ги прават. Биоптронот не е нешто ново што е познато во светот. Тоа е светлосна терапија. Многу луѓе го мешаат и викаат зрачат радиоактивни материи. Биоптрон е светлосна терапија која што со помош на брустерови огледала од подреден извор на светлина ја трансформира светлината во хиперхармонизирана светлина. Што значи хиперхармонизирана? Тоа значи дека се отстранети делови на спектрот од ултравиолетовата, дел од синиот високоенергетски спектар и од инфрацрвената. Тоа е ладна осветлување. Ладна светлина која што е некохерентна со ниско енергетско ниво. Што значи тоа? Тоа значи за разлика од лазерот кој е кохерентен и има високо енергетско ниво, значи оваа светлина е апсолутно безбедна. Ние сме третирали и соработувавме со клиника за педиатри, со